Здраво, деца! Слушнете го денешниот возбудлив расказ. Знаеш ли што е тоа гатач? Некој кој работи за ѓаволот и така знае што ќе се случи во иднина. Тоа што го кажува не е сосема лажно и се труди да се покаже како паметен. Гатачите постојат веќе долго време. Кога Павле отишол во Филипи со неговиот пријател, во Библијата се кажува дека една жена трчала по нив и дека таа имала дух за гатање. Викала гласно на улицата: Овие луѓе се Божји слуги. Ќе ви кажат како можете да бидете спасени. Но ете, таа ја кажала вистината. Вистина, но Павле сепак бил огорчен поради тоа. Не му била потребна незината реклама. Во името на Исус Христос, замени од жената. Духот за гатање веднаш заминал. Исус е победникот. Ѓаволот трепери пред него. Иако не можеме да го видиме, ѓаволот е зафатен со обидите да ги спречи луѓето да веруваат во Бог. Затоа, тој ни нуди замена, суеверие. Вистина е дека кој ја затвора вратата на срцето за Исус, ја отвора за суеверие. Тоа го препознаваме во амаилиите за среќа, кои многумина ги носат на гердан или на раквица. Тоа го препознаваме во маскотите, кои на многумина им висат во автомобилите. Ѓаволот нуди како игра употребување разни нешта, со чија помош тврди дека ќе можеме да ја видиме иднината или да ги движи предметите без да ги допира. А ако го правиме тоа само за забава? И Мартин го мислеше истото кога некои деца во неговото училиште се обидоа да разговараат со духовите преку движење на чаши. Но оттогаш има големи стравови и страшни соништа. Дали го знаеш експериментот со мастило? Стави еден прст во мастилница, само за забава, а со другиот прст направи го тоа сериозно. Еј, и двата прста се покриени со сино мастило. Значи, стои подалеку од понудите на непријателот. Без оглед на тоа дали е за забава или сериозно, има последици кои остануваат. Например, немаш никаква желба да читаш Библија или да се молиш. Дали го читаш твојот хороскоп? Не. Ниту мајка ми. Таа вели дека Бог го забранува тоа. Тој сака да зависиме само од него. А кога го имаш Исус, не ти треба ништо друго. Тој е победникот и ни помага да избегнеме стапицата на непријателот. Те сака и затоа ќе те заштити. До следното слушање. Ако сакаш да не контактираш или ако имаш прашање, пиши ни на radio7kids@gmail.com. Чао!